Добро вечер во емисијата 360 степени. Во ова издание разговараме на тема ситна корупција, која е дефинирана како корупција кај јавни службеници на пониско ниво, наставници, здравствени работници, судски службеници, полиција, службеници задолжени за издавање документи како лични карти, пасоши, дозволи и слично. Фокусот ќе биде на однесувањето на граѓаните, а како основа за дебата ќе ни послужи истражување на јавното мислење што за потребите на 360 степени го спроведе Тим институт. Истражувањето е реализирано од 31 март до 5 април телефонски на национален репрезентативен примерок од 823 полнолетни испитаници, при што грешката е плюс-минус 3,4% поени. Прашани кој е најважниот проблем со кој се соочува нашата држава во моментот, најмногу 38,4% рекле дека тоа е економија, вработеност, личен стандард и инфлација. За 35,1% најголем проблем е криминал и корупција, владење на правото, судство, правда. Прашањето со Бугарија и евроатлантските интеграции, например, се најголем проблем за само 3,9%, а меѓуетничките односи за 0,9% од опфатените со анкетата. Колку е распространета ситната корупција во земјава? Речиси 78% рекле дека е многу распространета, а едва и 3,3% дека не е распространета. На прашањето во кои области е најмногу распространета ситната корупција, 33% одговориле во судството, 24,5% во здравствени установи, 9,4% во полиција, 5,2% во институции за издавање документи. Но оваа тема вечерва гости во студиото се Јасна Бачовска-Недич, редовна професорка на правниот факултет Јустинијан I при УКИМ, инаку предава социологија на правото. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, ви благодарам на поканата. И Огнен Спасовски, редовен професор на Институтот по психологија на Филозофскиот факултет при УКИМ. Добро вечер, добре дојде и за вас. Добро вечер и од мене и јас се заблагодарувам за поканата. Како уште малку вовед и конкретизирање на темата за која зборуваме, на испитаниците им беа поставени и прашања за нивниот однос во конкретни ситуации. Едно од нив беше: замислете се во ситуација да ве запре со обраќање на полиција по направен прекршок. Што прво би направиле? 47,3% рекле дека ќе го замолат полицајецот да им прости. 32,6% дека ќе прифатат оти направиле прекршок и ќе ја платат глобата. 13,7% дека итно ќе побараат пријател за да и се јави на патролата и да побарат да не бидат казнети. 1 и под 1% поен се оние што рекле дека ќе понудат мито или дека ќе обвинат полицијата дека ги казнува поради нивната етничка припадност. Сега, кога овие одговори ќе се разложат преку возраста на испитаниците, видливи се разлики меѓу најмладите и највозрастните. Мнозинство или 51,5% од оние на возраст од 18 до 34 години, прикажани со зелена боја на графиката што ја гледате, рекле дека ќе ја замолат полициската патрола да им прости за направениот прекршок. Од оние над 55 години, прикажани со темно сина боја, таков одговор дале околу 40%. Дека прифаќаат оти направиле прекршок и ќе ја платат казната, одговориле 28% од најмладата категорија испитаници. Од највозрастните така одговориле 10% поени повеќе или 38%. Слична разлика во обратна насока се гледа и кај одговорот: итно барате пријател за да и се јави и да побара од патролата да не ве казнува. Тоа би го направиле 18,1% од најмладите, наспроти 10,4% од највозрастните во истражувањето. Реков двајца универзитетски професори во студиото, Јасна Бачовска-Недич, Огнен Спасовски. На почеток и за двајцата истото прашање: колку е очекуван, а колку изненадувачки ваквиот исход од едно истражување? Професорке Бачовска-Недич, повелете. Прво сакам да ви честитам за прашањата кои што ги поставувате и за кои што покренувате јавна дебата. Едно што многу ме радува од резултатите од оваа анкета,
верувам дека била репрезентативно и одговорно спроведена од институтот им, е тоа што фокусот на нашите граѓани не е кон политичките проблеми толку многу. Видовме колку мали проценти се свртени кон политичките проблеми, односно проблемите актуелни со Бугарија и меѓуетничките тензии, кои што ние ги преферираме дека се најбитни. Еве се повеќе граѓаните се вртат кон социјалната сфера како еден главен проблем на општествено живење. Економија е еден корпус на теми, други правда, корупција и така натаму, владење на право. Тоа сега ова економија, социјалната сфера е нешто што ме радува, бидејќи во толкова број процент на граѓани ја сметаат како важна и како вистински проблем. Односно битна за квалитетот на живење. Така мислам дека беше од резултатите на анкетата. Така. Да. Во она дали ме изненадуваат резултатите? Јас повеќе прашањето го насочувам кон она што подоцна во најавата го кажав, а тоа е разликата меѓу возрастните категории на испитаници. И ако поедноставам, тоа што резултатите покажуваат дека најмладите се посклони кон коруптивно однесување за разлика од повозрастните. Па јас тука една методолошка скепска би искажала, бидејќи младата популација е секогаш поискрена, похрабра, побунтовна, па можеби и поискрена со одговорите на оваа анкета. Не ме изненадува тоа. Оваа тема, морам да кажам дека е тема корупцијата на првите часови во прва година на студентите по право, бидејќи ги учиме што влијае на еден човек во една држава, како да се однесува. Дали тоа е правото, дали е моралот, дали е обичајот. И ние прво, јас секогаш конкурентните нормативни системи што не нас нормираат како луѓе. Прво се запрашуваме каков е моралот воспоставен, што моралот е една социјална категорија. Македонија и Јапонија има два различни концепти на морал. Така, таму ако ве откријат во корупција, може некој да се самоубие од страм и така натаму, а овдека ве испраќаат дома со зборовите најди се, бутни се, снајди се, најди некој свој човек за да успееш. И тие воспоставени практики, најверојатно младите прво во основните социјални јадра ги учат и веројатно благодарение на тоа, но и на други практики како што е обичајот, тоа се воспоставени практики. Младите знаат дека некој од семејството, нивни пријател, на некој начин си излекол, врз основа на коруптивни действија и така натаму. Згора на тоа, кога ќе ги додадеме тие општествено-политички состојби, дека многу луѓе кои што се занимаваат со корупција остануваат без одговорност, со игнорантен правен систем, со многу ниско ниво на правна култура, какви одговори можеме да очекуваме од младите? Јасно. Ајде за вовед да го слушнеме и професорот Огнен Спасовски, социологија на право предава професорката, вие сте психолог. Да. На прв поглед мене ми изненадуваат, на прв поглед ќе кажам дека делува како да изненадуваат податоците, меѓутоа верувам дека има објаснување, јас ќе се обидам да дадам некое мое видување зошто е тоа така. Зборувам за она возрастна разлика помеѓу најмладите и највозрастните во поглед на прифаќањето или одговарањето на корупцијата. Така што еве, првичниот одговор е дека на прв поглед изненадува, меѓутоа сваќаме дека младите фактички, за жал, во наводници кажано, успеале да најдат начин како да се адаптираат на времето во кое живеат. Ако продолжиме понатаму во лоцирањето на причините, што би рекле за оваа разлика? Да. Ако отидеме дури, побаравме од тим институт, тие го направија тоа за нас и дополнително, отидоа во дополнително разложување на старосната категоризација на испитаниците и се гледа при тоа дека највозрастните, оние над 65 години, се најсклони кон прифаќање на редот, на поредокот. Повеќе од 41% рекле дека прифаќаат дека направиле прекршок, ќе си ја платат казната, за разлика од најмладите од 18 до 24 години, повеќе од 23% велат итно бараат пријател да се јави кај патролата и да бара да не ги казни. Ако за возрастните може да очекуваме дека како старееме, така стануваме во позитивна смисла на зборот, по-конзервативни и се трудиме да владее ред и така натаму, за младите е потипична револуционерност, бунтовност и така натаму. Меѓутоа овде тоа не го гледаме, за жал. Ние не гледаме овде револуционерност или бунтовност или неприфаќање на нормите и на стандардите во позитивна смисла, во смисла на менување на овој коруптивен систем, туку, како што реков во првиот одговор,
за жал нашле наоѓаат свој начин, еден во негативна смисла и трпеовски начин или шорткат патека како да дојдат до она што тие го посакуваат и затоа сметаат дека веројатно поготово научени, како што професорката кажа, дали од дома или од секојдневното перципирање на реалноста. Од каде тие норми се учат, се црпат, се прифаќаат за прифатливи? Јас не би сакал да моите одговори да делуваат многу сложено, меѓутоа и оваа појава е навистина прилично сложена. Ситната корупција е пат кон прифаќање и негување на крупната корупција. Потоа, природно постои кај сите луѓе природно постои тенденција на измама или склоност по пократок пат или на полесен начин да дојдеме до ресурсите кои ни се потребни. Тоа природно постои кај сите. Меѓутоа, тоа што ги разликува цивилизираните или на повисоко ниво културните општества е што успеваат да изградат системи, норми на однесување кои што во кои што повеќе и повеќе од населението, од популацијата научуваат дека тоа не е во ред, моралот, и научуваат и да се однесуваат согласно на некои норми на општо добро. Што гледаме дека кај нас очигледно не е баш така и тука факторите кои што влијаат е еден битен фактор кој што го спомнуваме во други контексти во смисла на развој на негативни појави кај младите, а тоа е што оваа генерација, посебно најмладите, тоа се фактички оние родени после 2000-та, после 2000-та година, кои што фактички влегоа, кога станаа свесни, влегле во интернет и светот на интернетот и социјалните медиуми. Изложеноста на социјалните медиуми во комбинација со презаштитувањето од страна на родителите. Родителите кои што ги учат децата дека се центарот на светот и дека кои што кај нив подигнуваат едни високи очекувања, а децата научуваат, тие деца веќе не се деца, научуваат дека до се лесно се доаѓа, соочени со реалниот живот, соочени со реални и вистински тешкоти и проблеми, дали е тоа полиција, дали е некој друг проблем, прибегнуваат кон брзо и лесно решение. А тоа е повикај пријател или снајди се на некој начин, како што реков, ние сме плодно тло и трпеовски да доаѓаме до такви решенија и затоа реков изненадувачки, но има објаснување зошто за жал младите кај нас наоѓаат ваков начин да се справат со животот. Професорке, мама и тато се јавиле да поправат оценка, мама и тато се јавиле да издействуваат некаква друга привилегија, не знам, да најдат карти за концерт и така натаму. Дали тука можеме да лоцираме дел од објаснувањето? Да, лоцираме, дури читав еден текст деновиве во однос на ова Огнен што го говореше, дури тоа е глобален проблем, не е типичен само за Македонија. Таа Z генерација која што сега е многу конформистичка, дури во Германија и не вработуваат од 95-та година наваму родени луѓе кои што имаат некој поинаков однос кон слободното време, кон своите лични права, невозможни барања на интервју на работа, значи тоа е еден глобален феномен. Меѓутоа, на ова може и нашата социјална психологија локално, македонската, да се додаде веќе нас постарите лица, многу добро знаат ова што Огнен го кажа од психолошки аспект, тој е многу покомпетентен. Да, и јас мислам дека луѓето како стареат стануваат поконзервативни, но тие генерации живеели во едно друго време каде што редот и поредокот и државата беше вредност. Оти тие што се над 65 во оваа анкета на распадот на Југославија имале 30 години. Тие знаат добро што значи ред, поредок и што значи општо добро. И дека ако еден човек го прекрши правилото, тогаш тоа правило не важи за другите. Но овие генерации родени во еден хаос, во една транзиција, каде што владеат луѓето, а не правилата, и исто така се склони на тој начин. Исто така ме нервира ке нас едно ирационално поставување на позитивизмот. Имаме различни коучи, тренери кои што ви учат како да успеете во животот, како да го направите невозможното, како милион пати да повторите една иста работа. Што ви пречи во тоа?
ми пречи, затоа што тоа е едно учење кое што малце е ирационално. Сега вие не можете да одите преку мртви да газите за да ги остварите своите цели. Значи не можеме тој индивидуализам до тој степен. Знаете, етичките правци на капитализмот се позитивизам, индивидуализам, прагматизам. Да, тоа е во ред. Меѓутоа ние живееме во општествени заедници каде што некогаш мораме да жртвуваме индивидуалната слобода за општото добро. Мене можеби не ми е пријатно од мојата зграда во Карпуш до правниот факултет да врзам каиш, бидејќи можеби процентуално опасноста се намалува, но јас морам заради да ја жртвувам својата индивидуална слобода, заради владењето на правото. И вакви истражувања се правени од двајца референтни социолози на ниво на Европска Унија, каде што е споредувале правната култура, како луѓето се однесуваат кон правилата, како младите се однесуваат кон правилата. Има значителни разлики. Например, во Данска луѓето ја жртвуваат својата индивидуална. Ке се откажам од некои права за да функционира и од одредени слободи за да функционира општеството. Треба да владее правото, треба да владее правилото. Не треба да го заобиколувам и да балам врски. Ако ми напишале казна за погрешно паркирање, веднаш да ги активирам сите мои релации, родбински, а исто така ние сме и демографско мало општество, тоа е исто така еден фактор, каде што сме сите роднини пријатели и освен оваа материјална корупција кај нас и духовна, тако можам така во наводници да ја наречам, тој сервилно полтронски однос. Мене ми е братучетка, а не ми заврши работа. Па имате остракизам, одстранување како неподобен, како психопат, како некој што не е со собственото семејство. Значи, тука се сложени социолошки и историски традиции на колективно паметење и многу фактори влијаат на ваквите ставови ке младите. А ово исто така што го кажав претходно, одговорноста. Вие кога имате примери на луѓе кои што го покрале буџетот, кои што успеале во животот со докажани судски постапки, а може да избегнат одговорноста и затворот, па зашто некој млад човек да се устручава, да побара врска за да не плати на таков низок стандард 2000 денари за брзо возење, неврзување на каиш, погрешно издавање на документи, нефункционирањето на институциите. Вие за да извадите пасош треба приоритетна постапка, сето тоа не функционира, ја имате машина за издавање пасоши со капацитет од 5000 примероци во текот на денот. И вие мора да се јавувате, да чекате еден месец, значи многу фактори. И глобални, огнен што ги кажа психолошки, кои што апсолутно се многу битни, но и локални во социјалната психологија влијаат на ваквите ставови кај младите. Професоре Спасовски, може ли да зборуваме и за тоа дека повозрастните сепак се посвесни за тоа што значи општествено прифатливо, оправдано однесување за разлика од помладите? Па дека може би и за тоа дел од одговорите се вакви? Секако дека може, затоа што животното искуство ги научило на тоа, кај најмладите се уште на високо ниво и силен оној оптимизам дека лесно, оној типичен за адолесценција кога на граница на реалност, односно малку повеќе нереален оптимизам дека се е возможно и остварливо, секако дека и тоа е. Но одно што јас на што сакам да укажам е недоразвиеноста на контролните механизми врз егоцентризмот, фактички како се надоврзуваме и тоа што претходно го кажав. Голем проблем е порастот, како што претходно коментиравте, порастот на очекувањата кај луѓето, како што ги спомнавте, коуч и така натаму, еден стил на живот во кој сите очекуваат да бидат на врвот, лесно и брзо да бидат на врвот. На Монт Еверест нема место за 8 милиарди луѓе. Не може на врвот да бидат сите, во секоја дејност да бидат сите, меѓутоа кај младите, кај децата и кај младите преовладува таквото очекување во кое ние возрастните сме всушност најмногу виновни што создадовме еден таков свет во кој што тие живеат и во кој тие така растат. Ние го и родителите очекувајќи премногу, во исто време премногу заштитувајќи ги, на тој начин тие не се соочуваат со животните реални проблеми и не научуваат сами да ги решаваат, па затоа кога ќе се соочат со вакви проблеми прибегнуваат кон полесни начини. Не развиваат, како што реков, механизми на самоконтрола, на пожртвување, на едно искуство, дека до успех се доаѓа со труд, а не на полесен начин. И на тој начин се развива една така наречена илузија на контрола, дека младите живеат во илузија дека имаат контрола врз нештата и лесно се решливи. И моќта е кај нив. Дали
индивидуално или научени заради родителите и така натаму, што се рефлектира и во еден контрадикторен навидум контрадикторен, ама има логика, една и биолошка и психолошка логика во тоа. Во анкетата? Да, во анкетата, тоа е дека од една страна имаме податок, кој што вие веќе го кажувте, а тоа е дека најмладите се најсклони на конкурутивно, ајде да кажеме така, однесување. Најлесно склони да пристапат кон нудење корупција, да понудат нешто за да си ги остварат целите, но во исто време на прашањето дали кога би ви било понудено, односно кога би ви било побарано пари или било што за да нешто добиете, истата таа возрастна група е најмногу се спротивставува на тоа и односно е највисок процентот токму во најмладата возрастна популација која што одговараа дека не би прифатиле. Како го објаснувате тоа? И би го пријавиле. Затоа што во психолошка смисла логиката е во тоа што како што реков илузијата на контрол или моќта, егоцентризмот, ресурсите ги сакам за себе. Кога ќе имам потреба, јас ограничен број на луѓе најблиски околу мене, јас и најблиските околу мене, да дојдам до ресурсите на било кој начин, меѓутоа ако некој сака да ми земе од ресурсите, не му дозволувам, не му давам и дури и би го казнал. Имате вие коментар за овој аспект? Па тој аспект е многу издржлив, само тоа ќе кажам, и колегата тоа го гледа од аспект на психологија на личноста, која што е многу референтен аргумент во оваа насока. Да. Сакам да во истата насока се разбира и ништо поразлично од тоа што до сега го зборувавме, ама само уште една илустрација. Тоа е одговорот на прашањето, замислете се во ситуација да ви е потребна итна операција. Што правите тогаш? И тогаш ако ги видиме одговорите разложени по возрастна категорија, ќе видиме дека термин чекаат најмногу повторно највозрастните. 31%. Од најмладите само 14% рекле дека ќе го чекаат редовниот термин. Најмногу или закажуваат во приватна болница, најмногу од најмладите, или велат итно бараат пријател кој го познава докторот, има врски во болницата. Повторно, слично. Драма, не дај Боже да имате потреба од итна ситуација. Јас такво чувство имам со јавна болница, за жал. И затоа исто така и овие податоци не ми се изненадувачки. Тоа покажува една... Ама еве, ако искуствено одиме, тогаш невозрастните имаат и најмногу искуство. Професор, ќе сепак вела дека најмногу од нив вела дека ќе чекаат редовен термин. Ќе чека, да, и најмногу потреба, затоа што повторно се оние фактори, нели, кои што и во овој случај истите, во тоа разграничување стари и млади, сепак тие носат едно поинакво колективно паметење. Ја мислам дека тука е најголемиот и финансиските капацитет, можности на луѓето, знаеме приватните болници колку се скапи и така натаму, и мислам дека тоа е инспирацијата за таквите одговори. Меѓутоа, овој висок процент кој што и ке стари и ке млади покажува една крајна недоверба во институциите. А сега демократијата и функционалноста на општеството не се мери како во ДВ. Јас сега ова ќе го ставам малку во социолошко-политиколошки аспект. Во 90-тите години, кога се сруши Источна Европа, демократијата се мереше, имате избори, поделба на власт, политички плурализам, демократско општество се. Но ние таа детска фаза на демократијата требаше да ја поминеме и сега да дојдеме во онаа фаза кога демократијата се мери врз основа на личните чувства на еден граѓанин. Знаете кога имате како да видите дали имате демократска држава? Треба да имате чувството јас одлучувам во оваа држава, јас верувам на општината, на болницата, јас ве толерирам вас како муслиман, како жена, како млад, како стар, и тогаш имаме демократско, и ние викаме функционално општество. Ние немаме демократско и функционално општество, не владеат институции и право, владеат луѓе. Тоа се нарекува во политичката теорија компетитивен авторитаризам. И одма барате врски ке докторот. Прво немате верба каков е докторот, како завршил образование, така, второ, докторот затворени институции не ве погледнува во очи ако немате врска. Може и такви квалитативни истражувања да се направат, не само квантитативни, меѓутоа немаме ние средства да ги правиме тие институции. Одите во болница и се чувствувате изгубен. Не знаете прво просторно во тие валкани ходници
каде да се снајдете, никој не ви приоѓа со личен ангажман да ве погледне во очи, никој не ви пратил порака на имейл или да ви се јави на телефон, вие треба да направите папа тест, ехо на дојка, како во Германија. Нас само врските не ги бараат да платиме данок, а никој не информира за нашите права. Вие сте казнети, па јас како граѓанин не можам да ги знам сите мои права и сите обврски. Треба некој на мейл да ми пише, да ми се јави. Ме разбирате? Како да бараме доверба во институциите? И да не бараме корупција и познати луѓе. Да не веруваме во корупција и во барање на познати лични врски во институциите, не само болници. Така јас го оправдувам овој висок процент. Ќе коментирате и вие ова? Па можам да се надоврзам во таква ситуација на висока недоверба во институциите, нели што е канцер за развој на општество, како што реков на почетокот, младите си наоѓаат свој начин да функционира и овој навод само велам сметам дека е на иста линија како и сите други, нели на лесен и брз начин да се дојде до она што ми е потребно, но јас само да додадам еден краток коментар, а тоа е станува збор за нешто што е многу важно, тоа е здравјето на луѓето. Значи и индиректно наодов покажува на едно отсуство на сочувствителност кон другите. Значи не би чекал додека повозрастните кои имаат поголема ургентна, веројатно поголема и поургентна потреба од здравствена операција, младите не размислуваат да сочувствуваат со нив и да им дадат предност, туку на брз и лесен начин би дошле до услугата, повторно спремни на коруптивен начин, и како што рековте, најголем процент би платиле приватна болница затоа што ако ќе ја плати, веројатно родителите ќе ја платат, научени другите. Полека привршувам. Ако е ваква диагнозата, каде е лекот, професорке? Тоа е она што треба науката да го даде. Лекот е во, не знам, еден мултидимензионален пристап на создавање на систем, работа од сите аспекти, поголем простор на академијата, на погласни да бидат луѓето. Како да ви кажам, каде е лекот? Лекот сигурно не навистина во подигнувањето на свеста, во функционирањето на државата, судството и меѓутоа гледате дека тоа е магичен круг. Од кој што многу тешко има и многу социолошки фактори, тука историски, меѓутоа има и political will, што викаме политичка волја, за да се среда доаѓање на власт на некои одговорни луѓе кои што може да се грижа за воспоставување на систем. Да, професоре, од ваш аспект? Лесен лек нема и никогаш не треба да прибегнуваме по брзи и лесни решенија, затоа што тоа само може да доведе до поголемо ниво, повисоко ниво на анархија. Меѓутоа, во секој момент никогаш не е доцна да се почне да се прави тоа што може да се прави, а тоа е дефинитивно да се повикаме сите на одговорност и јавноста. Политичарите се такви какви што се, ама тие се продукт на нашето однесување, на нашите барања. Кога ние севкупната јавност би имале поиздржани и поартикулирани јасни барања, тогаш и политичарите поинаку ќе се однесуваат, а тогаш ќе почнат да се преземаат мерки кои што реално нас би не како држава и општество би не довеле до некои посакувани нивоа на однесување, пред се тргнувајќи од образованието, затоа што образовниот систем овозможува да имаме огромна популација во нашите училишта. Тие се веќе тука, кои што можеме да ги учиме од најмали нозе до студентска популација, да ги поучуваме на конкретни вистински вредности, на развивање на потенцијалите за интегритет и така натаму, кои што од нив ќе направат одговорни единки, меѓутоа што од најмали нозе да ги учиме на партиципативност, на учество, да им се даде моќта да почувствуваат и да научат дека моќта е во нивните раце, дека тие одлучуваат. Значи уште каде ќе одиме на екскурзија, не велам сега дали да учиме математика или не, меѓутоа за многу прашања младите, децата треба да се учат да ги преземаат одговорностите во сопствените раце, а не да ги презаштитуваме. Тоа е практично највисокото ниво на политичка култура, да, партиципативната. И на граѓанска култура, ова апсолутно се сложувам со ова што го потенцираше, тоа е многу важно преку конвенционалниот систем на образование. Ние да не гаиме некоја поданичка култура, туку високо партиципативна култура, она е во контекст на исто, дека јас можам да одлучам, јас можам да верувам на одредена институција, дека ја почитува мојата одлука,
дека сите политики кои што се кројат во државата зависат од нас и ние треба да ги почитуваме тие политики и политиките кои што ќе изразат и ќе се дефинираат накрај во правило на постапување, треба да ги почитуваме. Го почитуваме она правило кое што самите ние ќе го создадеме. Значи тоа е rule of law, владење на правото. Корупцијата е главниот атак на владењето на правото. Значи rule of law. Тоа е правната држава. Извинете, вака, меѓутоа тоа се за малку повеќе страст во оваа дискусија, но навистина е битно тоа, за да имаме функционално општество. Ви благодарам и на двајцата што бевте дел од оваа дебата. Благодарам. Реклами па нова саботажа. Токму тогаш кога очите на јавноста се насочени натаму, тие решија да го отворат пердето. Не е јасно што се сака да се крие зад завесата, но сигурно е дека никого не ни интересира кој од оние што одлучуваат за тие што треба да делат правда, во која и каква канцеларија седи. Ќе потенцирам почитување, јас сум само 3 дена председател на Судскиот совет. Се уште не сум легол во кабинетот, тоа го знаат моите колеги. Не заслужувам таков пристап како човек, како судија, како председател на Судскиот совет. А што таму ситуацијата е за никаде, ма што да се каже и за законодавците. Во недостиг на инспирација за кафе муабет низ кој единствено може да се најде некакво излезно решение. Тие ги повикуваат злите духови од минатото, за дополнително да ги зацементираат своите позиции. Помина отприлика пола година од кога летаа последен пат филџани. Ако имате филџан, ве молам да го тргнете на страна за да не настрада некој од нас. И се би било во ред ако за упорната и вжештена дебата за Бехтел Јенкас има јасен став. Но наместо тоа опозицијата, стравувајќи случајно да не биде маркирана, зборува прилично гласно, а е тивка и молчелива кога треба со кревање 2 прста да се определи дали е за или е против. Зошто вчера не гласавте против тоа да овие закони бидат на дневен ред? Зошто избегавте? Не му обезбедувавте кворум на мнозинството, затоа што имавме мнозинство. Излеговте, избегавте, не гласавте против. Зошто? Присуството без гласање без друго значи одобрување и звучи речиси исто со обидите да не се става знак на равенство меѓу едните и другите, кога дури и според собственото изразување. Тие се исти, само во одреден момент, на различна страна на масата. Господин Даниел Димевски, и јас и вие не може никогаш да бидеме колеги. И јас и вие никогаш не можеме да бидеме на исто ниво, нити можеме да бидеме колеги. Тука ќе се согласиме, не можеме да бидеме колеги. Јас не ве прекинував да бидеме малце колегијални. Колегијално е да се упати конкретна забелешка, дали таа ќе биде прифатена, тоа веќе не е прашање на однос кон јавноста, туку на став. Сосем сигурно политички, иако евидентно, непрецизен и популистички. Од секогаш и во секоја рубрика, кај државјанство, пишувало токму така. Македонско. Македонците од 2018 година се избришани. Се избришани. Еве, нека извадат пасош тие што вадат сега како пасош и видат граѓани на Северна Македонија. Македонско крос, граѓани на Северна Македонија. Така пише. Ама македонец сум јас, не сум граѓанин. И на крајот, па не мора ни толку многу да се потенцира, бидејќи секому е јасно, а тоа го пишува на секој камен на светот дека е наш, а ние сме негови граѓани. Овој камен можете да го снимите. Каменот е откриен пред 25 години на граница меѓу Франција и Шпанија. На него пишува скоро истите наши букви ЗТ Македонија. Го прашав Петар, што значи Зета? Зета значи старото име на Европа е Македонија. Во Јужноафричката унија е пронајден истиот ваков камен. И таму пишува Зета Македонија. Стар 35.000 години. Значи,
целиот свет бил Македонија. Каменот, навистина не само според снимените разговори, туку и според поговорката, доаѓа од блиску. Поентата е, барем еднаш во историјата, да не удри по главата. Завршуваме тука. Се гледаме в понеделник од 22:20. Пријатно.